Насилството од членови на семејството и локалната полиција главни причини поради кои трансродовите лица Перла и Карла биле принудени да го напуштат Хондурас. Работев на улица во потрага по заработувачка. Морав да заминам заради постојаниот полициски прогон и криминалните банди и поради дискриминацијата кон мене. На форумот за движење и миграција кој се одржа во Хондурас 2018 беше кажано дека поради дискриминацијата и насилството најмалку 260.000 членови од оваа заедница од Централна Америка сега живеат во САД. Татко ми постојано ми се закануваше. Моите двајца браќа ме тепаа и ме заклучуваа во соба без храна и вода со денови. Пријави во полиција, но никого не го интересираше мојот проблем. Перла и Габриела се меѓу 15 трансродови жени уапсени на граничната патрола на различни места долж јужната граница на САД. Тие се приклучиле на каравани со други имигранти и биле задржани во притворен центар во Јужен Тексас, додека директорот на непрофитната организација Каса Руби од Вашингтон не се согласил да ја спонзорира групата. Иако администрацијата на Трамп ги заостри прописите за азил, поголемиот дел од групата се надеваат ќе можат да аплицираат. Работиме со овие луѓе. Им дадовме покрив, храна, идентификација и пристап до здравствени услуги, а го учат и јазикот. Овие жени се надеваат дека ќе можат да останат во САД и да започнат нов живот без дискриминација и постојан страф. Сепак знаат дека ги чека долг правен процес дотаму.